Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во новата епизода на Независна зона. За состојбата во енергетскиот сектор, за предизвиците со кои што се соочуваат вработените во овој сектор, условите за работа и синдикалните барања, вечер разговараме Електроенергија на Македонија. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, Бојана. Најпрво поздрав до тебе, поздрав до гледачите на Независна зона. Јас ви благодарам што еве најдовте време и нас како независен синдикат на ЕСАМА да не поканите и да бидеме ваши гости и да малку поразговараме околу состојбата во електроенергетскиот систем, поточно околу нашите синдикални делувања и така натаму. За почеток, кога е формиран независниот синдикат на ЕСАМА и кои беа клучните причини за да создадете на независна структура? Независниот синдикат на АДСАМА е формиран пред некаде околу 5 години и основната причина беше што ние во тој момент осетивме како вработени дека веќе сме загрозени поради некои работи што се случуваја во тоа време, не сакам сега да спомнувам ни да речеме власти и така натаму, тоа ќе гледам да го избегнам, сакам да кажам дека во тој период ние осетивме дека полека се спремат некои работи што нема да бидат добри за вработените. Одлучивме да основаме еден независен синдикат, што за тоа време беше многу тешка тема да се направи нешто и да се разговара околу тоа, околу формирање на независен синдикат, бидејќи синдикатите во АДСАМА и посебно дали РЕК Битол и РЕК Осломе беа замислени малку поинаку, затоа што тогаш беа поставувани тие синдикати без избори од директорите и така тие мораше да бидат послушници на директорите и на раководството и не можеа многу да делуваат и да одат во заштита на правата на работниците. И едноставно тие синдикати и до ден денес тие синдикати што постојат претежно се поставени од раководните структури, тие синдикати мора да бидат послушни и претежно кај да се што ќе има роба на рад и така натаму, многу малку се грижат околу работничките права и правата на вработените. Тоа беше причината што ние сакавме да го формираме овој независен синдикат. Го формиравме, меѓутоа најдовме на еден тежок период, посебно јас како председател се соочив со отказни решенија, притисоци да го затворам синдикатот и така натаму. Меѓутоа ние успеавме, издржавме во тој период. Потоа јас и добив и отказно решение поради синдикални делувања, па преку судските лавиринти и така натаму, повторно бев вратен назад, промена на работни места и така натаму. Меѓутоа во овој момент сега веќе синдикатот е стабилен и мислам дека полека одиме кон нешто што навистина треба да биде демократски и така натаму. Значи сега во овој момент мислам дека немаме некои посебни проблеми, сме сослушани, сме на еден начин разбрани и мислам дека со текот на времето тоа треба уште да оди уште подемократски. Значи имаме уште да напредуваме во тој дел. Колку членови бројте во моментов? Во моментот независниот синдикат на АДСАМА број некаде преку 300 членови, што се активни, веќе се вклучуваат и доста од тие луѓе веќе се заинтересирани за нивните права, нивната состојба, сакаат да знаат што понатаму ќе се случува и така натаму. Ние низ разговори со нив, значи нон-стоп им укажуваме во кој правец се движиме ние, во кој правец се движи електроенергетскиот систем и така натаму и гледаме тие да бидат веќе информирани што се случува, да не испадне нешто дека нешто се случува, а тие не се запознати нормално. Каде сте најприсутни, во кои подружници? Моментално сме најприсутни во РЕК Битола, во РЕК Осломе, веќе во РЕК Осломе сме со голема бројка, таму веќе се стекнуваме со репрезентативност. Во Дормолика исто и таму сме веќе со репрезентативност тука некаде. Значи и нон-стоп нашето членство се зголемува. Значи луѓето препознаа конечно дека некој навистина се грижи за нив, дека правата на работниците треба да излезат на површина, дека никој не може поќе да го убедуваме или да му кажуваме некои лаги, демагоги, вака е така, луѓето гледат, веќе пратат интернет и пратат случувања во Европа, во светот, што се случува со електроенергетските системи. Не може кај нас да е нешто различно, ние мора да се стремиме и да се движиме кон тоа, така, тоа е нормална работа. Так. Дел сте и од Сојузот на синдикати Пета сила, па што значи тоа во пракса, како оваа синдикална поддршка би значала за подобри преговори и поефикасно синдикално делување? Ние како синдикат на ЕСАМА, значи одлучивме се приклучивме преку во Сојуз на синдикати Петта сила, од каде што добивме голема поддршка, максимална поддршка. Со Мартин Ефремов, нашиот председател, сме во постојани контакти, тие се нормално поискусни организации и ни пружат доста голема помош во нашето делување. Тука се адвокатските тимови на Донче Стаменков и Антонио Саздов, кои што за секоја наша
информација за се што нас не интересира, тие ни излегуваат во пресрет и ни укажуваат на некои работи што треба да речеме, некој дел ни следи, некој не ни следи, имаме да речеме права за некои одредени работи, за некој немаме и така натаму, да се консултираме, да не лутаме тие, значи и имаме максимална заштита. Тоа е многу битно да кажеме за нашето членство дека правната заштита во нашиот синдикат е бесплатна. Максимално, значи од почеток само еден документ што работникот да речеме како согласност го потпишува, дека дава согласност дека таа адвокатска канцеларија ќе застапува други давачки, нема околу целиот процес. Значи адвокатите се што е такси судски се тие си подмируваат и нормално дека се грижат за да се добие тој предмет, а и ние не поднесуваме предмети во судот ако не сме сигурни дека тука имаме некакви права, само колку ајде да отужиме комбинатот и така натаму. Значи тие се работи кои што се одат со консултација на адвокатските канцеларии и тој дел го нудиме на вработените бесплатно. Така, значи работниците може да бидат многу похрабри во пријавувањето на било која нерегуларност. Да, апсолутно работниците си ја пријавуваат секоја нерегуларност кај нас, ние се консултираме со адвокатските тимови, се консултираме со нашата организација, се консултираме исто и со петта сила како поискусни, како нормално таму се полицискиот синдикат независниот судска полиција, независен затворска полиција, независен шумска полиција, други независни синдикати, кај што имаме стварено едно јадро, една голема сила и прераснуваме во една голема движечка сила, која што сакам да кажам дека немаме ние намера или нашите видувања се да се направи во интерес на работниците, а не на штета на системот или на штета на организациите. Далеко од тоа, ние нашите вработени ги тераме да работат, ги тераме да ги штитат машините и опремата за работа, нормално да ги чуваат, а во меѓувреме да ги штитиме ние нивните права. Ние значи не сме организација која ќе руши и која ќе сака нешто се случува негативно. Ние баш сакаме нешто позитивно и да направиме на симбиоза меѓу работник и работодавач. Тој дел сакаме да го направиме. Тоа е нормално преку нас. Да поразговараме и за состојбата во енергетскиот сектор. Со што се соочува овој сектор во Македонија во моментов? Моментално електроенергетскиот систем мора да имаме транзиција на сето тоа. Значи ние не можеме да избегаме од транзицијата која се случува низ Европа и така натаму. Дека родниците полека треба да одат во историјата, тоа е факт. Ние не можеме да ги залажуваме вработените дека така се зборува 20 години и тие ќе работат уште 20 години. Тоа мислам дека ќе шириме демагогија и лаги и дека тоа не е така. Дека полека тоа ќе оди кон историјата, меѓутоа нашата цел како синдикат е тој дел и таа транзиција да ја направиме да нема последици по вработените. Значи, дали тука ќе имаме да речеме некои вработени кои што се блиску до пензија, дали ќе имаме исплати на плати побрзо, дали ќе имаме преобука за помладиот кадар, дали ќе имаме некои било какви некои мерки каде што работниците нема да осетат таа транзиција што ќе се случува во иднина. Значи ние сега најпрво веќе се потпишаа некои договори дека ќе одиме на електрана на газ. Тоа е дефинитивно што за брзо ќе почне се случува. Дали ќе се оди со нови постројки, дали ќе се оди со ревитализирање на постоечките дел, тоа си има стручен кадар што тоа ќе си го размислува, тоа не е наш дел како синдикати, меѓутоа нашиот дел е таму кога се однесува се за работната сила, кога се однесува за работникот. Ние даваме предлози како синдикат да се направи една сондажа на луѓе, колку луѓе ќе бидат потребни за тие електрани, за тој процес да речеме што ќе работи, колку луѓе ќе бидат потребни за фотоволтаиците што ќе исто ќе се градат, колку луѓе ќе бидат потребни за понатаму за некои други системи што ќе се градат и тука да направиме една сондажа колку луѓе ние треба да преобучиме. Дали некои луѓе треба да додат на посебни обуки, дали треба да се направи некои внатрешни обуки, дали надворешни, тоа треба да се направи на добра сондажа, мислам дека и е време, затоа што тоа време брзо доаѓа. Исто така, кога сме околу ова транзиција, ние едно големо поздравување е во овој момент што ќе се почне со изградба на галиште и Чебрен. Тоа е нешто што ќе биде иднината на нашата држава, на Македонија. Значи, Чебрен и галиште е нешто што можеше најпозитивната работа му се случи на македонскиот електроенергетски систем. Тоа ќе обезбеди стабилност за понатаму за идни генерации. Како тоа ќе се финансира, како ќе се направи, тоа има некој кој што треба да го направи, да каже и така натаму. Меѓутоа идејата е феноменална и таа треба сите да ја поддржиме без разлика на
без разлика на да не навлегуваме тука во политички работи и така натаму, тоа е нешто што треба да се гради и после оваа власт, и после друга власт, и после трета власт, тоа треба да продолжи. Значи, кога се работи за електроенергетскиот систем, мислам дека Чебрен и Галиште ќе бидат нешто што навистина треба да доприноси, затоа што гледате дека моментално зелената енергија оди на вода, ветар и сонце. Тие се работи, тие се изворите што ние треба да ги искористиме, а Македонија ги има во изобилство. Имаме прекрасни сончеви денови, најмногу од сите земји околу. Имаме вода, имаме ветар, имаме тие ресурси ги имаме, што треба само да ги искористиме. Тоа е тој дел. Сега околу тој дел, околу тоа колку луѓе ќе бидат потребни и како тоа ќе го решиме со луѓето, тоа е тој дел што мене како претседател на независниот синдикат на АДСМ ме интересира и што ќе биде мојата заложба околу тој дел. А околу транзицијата, дали државата има стратегија да ги задржи веќе постоичките работници? Дали имате разговарано на таа тема? Државата, значи, према досега што се сите разговори водени, дека нема да има проблем по вработените, дека ќе се изнајди решение, секој вработен да биде изгрижен. И се надевам дека до тоа ќе биде исполнето и ние искрено се надеваме дека нема да имаме проблеми, па да се доведиме понатаму доколку некои работи излезат, па да одиме со судски постапки така натаму. Ние сакаме се да договориме и се да си помини глатко, меѓутоа никој да не биде оштетен и да биде омаловажен како работник и така натаму. Значи работниците мора да си ги добијат своите права. И треба да се грижиме за нив. Значи некои луѓе таму работеле по 30-40 години. Грејата утре му речеме на капија ти сега не можеш да влезеш, твојата работа заврши, а здравието го оставиле. Знаеме како е да се работи во рудници, тоа е тешка работа, не е толку едноставно. Така. Дали постои кадровски дефицит во овој момент во енергетскиот сектор? Во овој момент, значи, имаме на одредени делови, кај што имаме од повеќе луѓе кај што работат, а на одредени делови, на одредени објекти имаме кадровски дефицит, а ќе ви кажам каде тоа се појави. Тоа се појави дека многу луѓе кои што сега исполнуваат со бенефициран стаж, исполнуваат 64 години, си одат под пензија. Значи, зошто си одат под пензија? Значи, условите за работа се тешки, како што знаеме. Имаме доста потреба некои луѓе од работници во смени да во фирмата да одат само прва смена. Дали треба сите луѓе да одат само прва смена или не треба? Меѓутоа ќе ви кажам каде тука проблемот, како еден пример. Значи работник кој што ќе работи во смени, зема сменски, значи ноќна работа, зема додаток за ноќна работа, додаток за недела, додаток за празник и така натаму и процент плюс, и тие работници сега ти да ги пуштиш само прва смена. Неговата плата драстично ќе биде намалена. И кога тој работник исполнува услов до 64 години со неговиот бенефициран стаж да се замени под пензија, се доаѓа во ситуација да тој работник зема помалку плата отколку да зема пензија. И сега тој треба да иди на работа и да плаќа затоа што иди на работа. И нема логика тоа. И тие луѓе се заминуваат. И тој тренд сега е многу зголемен и затоа тука треба малку да се делува. Еве и тоа е еден да речеме едно така да кажам едно известување до раководниот кадар да малку да се осврнеме на овој проблем, да сите се вклучиме во овој проблем затоа што заминуваат обучени кадри. Замина раковач на багер, заминува раковач на погонска станица, заминуваат раковачи на постројки, на системи, од блок команда раковачи заминуваат. Значи ние не можеме да ги спречиме дека тие имаат право да одат под пензија. Се заедно со бенефицираниот стаж, тој пример има 58 години старосни и 6 години бенефициран стаж, исполнува услов до 64, тој по закон може да си оди преку ноќ да си пополни барање за одење под пензија. И ние не можеме тие да ги спречиме. Затоа треба да се прави стратегија, да се обучи нов кадар на тие работни места, секаде каде што имаме потреба, каде што веќе ќе осетиме да се направи една сондажа на тие работни места, дека ние пример имаме да видиме колку луѓе имаме што треба да заминат под пензија, што исполнуваат услов, да се разговара со тие луѓе, да се обучи кадар за тој дел, за да не се доведиме во ситуација дека замина 5 души под пензија, ние не видовме се кој ќе го вози багерот и кој ќе копа во рудникот, затоа што и овие години ипак треба да работиме во рудникот, така. И така натаму тоа е. Дали има стручно усовршување на помладиот кадар? Да, веќе е почнато со таа процедура, а сега колку е тоа, дали е со тој интензитет што треба да биде, тоа треба дополнително да го провериме, меѓутоа дека е започнато, да, започнато е тоа. Само мислам дека тоа треба малку да биде позасилено, со поќе обуки, за да можеме побрзо младиот кадар да го пренасочиме, затоа што имаме ние таму со различни образованија, кај што некој му треба помалку на обука, на некој ќе му треба поќе и така натаму, тоа е тоа, во тој дел. Ги споменавте платите и додатоците, па каква е состојбата во платите во овој сектор? Моментално кога разговараме за платите во
енергетски во ЕСМ, сакам да кажам дека не се баш на завидно ниво, дека треба сега тој дел доста да се изработи, затоа што ние имаме веќе плати луѓе што работат со средно образование, што работат само прва смена, што во рудник работат и земат многу помали плати него некои што работат во град и на многу полесни работни места. Да не спомнувам да речеме маркети и така натаму кои што веќе не заминаа со плати и мислам дека треба тука сериозно да поработи раководството на тој дел и мислам дека ќе најдеме до едно заедничко мислење околу подкривањето на платата. Ние како синдикат доставивме официјално барање, кај што побаравме да се поткриваат платите за 20% на сите вработени. И мислам дека тука во тој дел треба сериозно да се интервенира, па сега ќе видиме во следниот период што ќе се случува со тој дел. Во однос за законските додатоци, дали до сега имало некој проблем, односно прекрашување на тоа право да не им се исплати и така натаму? Не, за сега да чиме платите се исплаќаат на време, така да еве сега деновиве сме сведоци сега се исплати и К15, се исплати и плата, видовме средни лица за можеби за момент, меѓутоа мислам дека и понатаму тоа ќе потраи. Многу е добро кога ќе се подкреваат платите во цела држава, затоа со тоа веќе тука ќе делуваме и на демографијата, значи гледаме дека младите се иселуваат, се заминуваат, повеќе ние на младите не можеме да му кажуваме како на повозрастните дека знаете тука е премногу убаво, сега вие не заминувајте од државата. Ние треба сите да се ангажираме заедно, и синдикати, и власт, и раководства, сите заеднички да направиме состаноци, да направиме едно здружување на сите сили, да направиме нешто позитивно за општеството, да ги задржиме младите и да не одиме само со негативни работи, да почнеме на позитивно да размислуваме, да почнеме од една нула кај што ќе одиме нагоре, на нагорна линија. Не само овој синдикат е против мене, ова е за мене. Не, синдикатите си ги бранат правата на работниците. Ние си ги штитиме правата кои што законот ги дава. Ние не бараме нешто надвор од законот. Ако еден работник има права, му следува, ние зошто тоа да не го добиеме? Еве еден пример кога се работи за бенефицираниот стаж, сакам да напоменам. Пример имаме во достате во одбраната, во полицијата, каде што кога се врши пресметка на плата, тогаш бенефицираниот стаж влегува во таа пресметка на плата. Значи ако еве прост пример ќе кажам, ако работник работи во рудник, има бенефициран стаж, има 30 години работно искуство и има 6 години бенефициран стаж. Тој зема само за 30 години по 0,5 за минат труд и зема 15%. Овие 6 години никаде ги нема. Треба да бидат и тие вкалкулирани и да земи 18% минат труд. Тоа се 3%, меѓутоа 3% на 60.000 денари ќе додат 1.800 денари месечно. Или тоа се преку 350 евра на годишно ниво, што не се пари за занемарување, а следат по закон, а моментално не се зарачунати. Околу тие делови сакаме да укажеме, затоа што веќе во овој дел некои луѓе веќе започнаа судски постапки, кај што ние сакаме да делуваме, да можеме да најдеме едно заедничко решение, да не одиме со судски постапки, затоа што секоја судска постапка носи трошок за фирмата. Ја штетуваме фирмата. Ние како синдикати ќе пуштиме 100 судски постапки или 200 или 500, не е битно. Меѓутоа што со фирмата, тие судски трошоци некој треба да ги плати. Затоа да најдеме некое решение каде што тоа што ни следи по закон, тоа да ни биде дадено. Не бараме ништо плюс, не бараме никаква милост од никој, само она што ни следи по законот за работни односи. Зашто најчесто ви се обраќаат вработените во ИСМ? Со какви проблеми се соочуваат? Па моментално најпоќе да речеме околу средствата за работа. Има недостаток на средства за работа нормално. Имаме за околу ХТЗ опремата, понекогаш има потешкоти со ХТЗ опремата, со набавката. Ке дојде некоја опрема што треба да ја донесат, па не исполнува квалитет, па се враќа за квалитет. Тие работи сега мене не ми се толку познати, кој треба квалитет или кој таму си има стручни лица за тоа. Меѓутоа работниците веќе се осеќаат дека има пример земено потврда дека му следи заштитно дело, а во моментот во магазинот нема. Тој дел треба да го подобриме сите, да го надминиме, да видиме кај застојот, кај е проблемот, затоа што работниците заслужуваат ипак убави услови за работа, така. Значи опрема за работа, околу алатите за работа, така. Значи многу пати се случува работниците да си донесат некој алат од дома со реверс на влезна капија да го запишат за да можат да ја завршат одредена работа. Мислам, околу тие работи треба да се проделува, меѓутоа и тој дел го поминуваме, некако со разбирање, некој има дома па ќе донесе и така натаму.
И тој дел е така, меѓутоа треба да се делува околу возила. Комбинатот е 15 км рек Битола, конечно, пошто јас сум таму да кажам, значи треба возила, треба да се оди на систем. Секој каснење на системот, значи застој во снабдувањето на јаглен за електраните и така натаму. Значи тие делови можат да се подобруваат се уште, а за тоа треба сите да се заангажираме. Не само раководството, и работниците, и инженерите, и сите вработени. Дали во моментов конкретно се работи на подобрување на состојбата? Се набавува опрема и слично. Да, полека тргнато е тоа во некој нагорен тренд, меѓутоа се уште треба затоа што уште на некој дел фали нешто. И сега мислам дека во иднина тој дел треба да го надминуваме полека, не можеме сега да кажуваме ние се уште нема заштитно работно дело, нема чевли, нема те работи, мислам 21 век е фирмите изведувачи. Да. Работат заштитени, меѓутоа се да речеме не е до не се обновува навремено. Да речеме ако му следи на 18 месеци, ќе добие на 30 месеци затоа што нема на 18, па ќе мора да носи некој постаро дело и така натаму, или некој да се снајди, сака поубаво па ќе си купи приватно и така натаму. Тоа мислам дека некои фирми заедувачи што ние ги плаќаме се многу поснабдени околу тие работи отколку нашите вработени. Да речеме фирмите изведувачи доаѓаат со целоста заштитна облека, а нашите крпанат прате тој дел треба да го подобриме. Се тоа не може преку ноќ нормално се да се среди, меѓутоа треба да работиме на тој дел. Мислам дека има подобрување, ама треба уште многу повеќе. Така, неодамно остваривте средба со раководството на ИСМ и ги презентиравте вашите барања како синдикат. Споминавте зголемување на платата, бенефициран стаж, организиран превоз и подобрување на условите. Па што е приоритет во моментов според вас? Остваривме средба со директорот на развој инвестиции со Добре од СМ, добра средба, добро непримна, мислам бевме задоволни од средбата. Ние главно се мислам делувавме во правец околу прво со него разговаравме подигнување на платите, па околу овој бенефициран стаж. Ние побаравме и официјално барање да направиме околу стажот за вработените во рек Битола и рек Осломе, поточно таму кај се рудниците и електраните, баравме да има бенефициран стаж за секој вработен. Тоа што би значело? Значи вработените да имаат пример 14 месеци стаж, значи 2 месеци или 15 или 16. Што значи тоа? Тоа значи дека сите вработени да добијат 14 месеци, затоа што сите вработени во рек Битола, рек Осломе го дишат истиот воздух. Значи тоа нема, ние сме на 100 метри, 200 метри, некои се во самите објекти кај што е загадувањето. И ние сите таму дишиме од тој воздух. Значи затоа што ме воздухот загаден мора да имаме и бенефиција. Затоа баравме за некои вработени што се на подобри работни услови да биде 14, за тие со потешки 15 и за тие што се со најтешки и најдлабоко во рудникот, во електраната има горе на кота 47 кај што има премногу пепел прашина, да одат 12-16 со бенефицираниот стаж. Меѓутоа секој од тие вработени, дали сите вработени да добијат бенефициран стаж. Сега ние имаме тука многу нетранспарентни работи во тоа што на исто работно место еден е електричар, друг е бавар прва група пример, еден има бенефициран стаж, другиот нема. Не знам кој ја правил таа, по која логика некој ги правил тие критериуми, меѓутоа во секој случај тука треба се делува. Еве чист пример, сменски возач на лесна кола, што оди до град се враќа назад, има бенефициран стаж, стражарот по служба за обезбедување што работи 24 часа, што се грижи за безбедноста на комбинатот, што носи оружје, нема бенефициран стаж. Значи нема некои работи стварно немаат логика и тие работи мораме да ги смениме во иднина. Тоа е за временски процес, тоа не спаѓа во транзицијата само, тоа спаѓа и за понатаму. Затоа што електраната, капијата, стражарите, сега пожарникарите имаат бенефициран стаж, стражарска служба нема бенефициран стаж. Значи тие работи сакам да ги ускладиме. Не дека на некој да му се скрати, на некој треба да му се додај, ама на овој што нема и тој да има. Мислам не е коректно некој да има, некој да нема. И исто сакам да кажем околу превоз. Тоа е болна рана во рек Битола, откако се укина превозот организиран, се пристапи кон наплата на превозот. Тоа значи дека 120 денари е повратна карта за да дојде на работа и да се врати назад со автобус. Битола, мислам градот до рек Битола има некаде околу 15 километри. И луѓето сега се здружуваат по тројца, четворица, пет души со кола и доаѓаат затоа што му иди поевтино. Да, тоа во секој случај не е проблем, меѓутоа проблем е што
тој пат за таму не е толку да издржи толку возила во ист момент да поминат. Не преку 500 возила на Сабајле одат натаму, 500 се враќаат во 3 часот. И сега ние се доведуваме ситуација да тргнеме Сабајле во 6 на работа, да возиме во колона, да стигнеме на работа, да нема место за паркинг, да доведеме во прашање безбедноста на вработените и истото се случува и за назад и ние буквално работиме по 10 часа наместо по 8. Еден час доаѓаме на работа, еден час си одиме и тоа не е толку проблем колку што е проблем безбедноста на луѓето. Јас како човек од безбедноста 15 години бев раководител на служба за обезбедување, со факултет за безбедност сум и сакам најбитната работа ми е безбедноста кај вработените. Значи тој дел во зима има магли, има снегој, некој совесен возач разминува, некој несовесен се наоѓа во другата страна, така натаму и постојано се случуваат и сообраќајки и така натаму. Тој дел може многу лесно да го речиме со организиран превоз, нема тоа многу да кошта на фирмата, а ќе заштедиме. И тука велиме зелена енергија, 500 возила дојат и се вратат, не е баш зелена енергија, не, тоа е загадување. Значи тој дел треба да продолуваме, можеме да најдеме решение, ќе седнеме, ќе разговараме како е најдобро. Пак ќе има некој што ќе доаѓа со кола, меѓутоа многу ќе се намалат кола, ќе треба да плаќа. А вамо кој е бесплатна, така ние гледаме нормално, нашиот систем е таков и мораме да заштедиме на секој дел, така. Вработените, сите фамилии, деца, гледате секој 100 денари денес да му останат 3000 на месечно ниво, така. Дали од раководството покажа подготвено за да ги усвојат овие предлози? Ние постојано доставуваме предлози, од почеток најбевме сериозно сваќани во минатите години, меѓутоа се повеќе и повеќе сега како што веќе стануваме нека одредена сила, да речам, и веќе има и почуваме да имаме и соработки, така да раководството мора да, мислам дека треба и во интерес и на вработените и нив како раководство да соработуваат повеќе со нас како синдикат, затоа што тие не ја гледаат реалната ситуација. Работникот кога директорот ќе појде во рудникот и кога директорот ќе му рече како е, и тој од шума е страф, ќе добро директор, еве работиме се, трудиме. И тој ќе рече супер, овој задоволни. Издава тој таму, јас се враќам на ама што правиме, гледај, значи не одат работите. Значи на директорот една слика му се представува, нас како синдикати и нивните барања се друга слика. И јас сакам и одовде да замолам кај директорите малку и раководниот кадар малку повеќе разбирање према работниците. Не можеме ние да одиме со казни према работниците, а да очекуваме позитивен фидбек. Нема такво нешто. Значи, тој што е работник, што не е работник, ние како синдикати го казниме. Ние нема да му дозволиме некој ако сака да руши и така натаму, ние да опружиме правна заштита, тој ги крши системите за работа и ни го уништува тоа. Така, тоа нема ние да го дозволиме како синдикат. Ние сакаме да заштитиме само оние честни и поштени работници. Се што е на страна, ние ќе изолираме како синдикат, не застануваме ниво нивна одбрана и така натаму. Значи, ние како синдикат треба да направиме работниците да бидат задоволни од целиот тој систем, ама зато да испорачаат позитивни работи. Сега ако ние како раководен кадар према работникот одат постојано со казни и така натаму, тој работник прво нема да работи, второ нема да чува опремата и средствата за работа и ќе наместо позитивен ефект ќе постигне негативен ефект. А згора на тоа ќе одат и некои тужби и таму давачки и ќе направиме нешто негативно што треба да правиме позитивно. Моето мислење и тука од оваа говорница и секогаш сум бил за позитивни работи. Дајте луѓе да седнеме се договориме. И има можност, има разбирање од наша страна и од нивна страна да овие работници дадат максимум, електроенергетскиот систем да го направиме стабилен и да имаме фидбек од раководството да овие луѓе да бидат ценети. Мислам дека тој дел добро одиме за сега, меѓутоа треба да биде уште подобро. Така, мора работниците да се ценат за да има и продуктивност и мотивираност кај работниците. Апсолутно е така. Апсолутно е така. Дали синдикатот ќе биде вклучен во работната група за подготовка на новиот колективен договор? Сега околу таа работа ние разговаравме со директор на инвестиции. Во тој период директорот ни рече да, ќе бидете вклучени, меѓутоа кога почна да се прави колективен договор, ние не бевме повикани затоа што се уште не сме биле репрезентативен синдикат, што мислам дека беше грешка на раководството и сега колку што имаме информација, тој нов колективен договор се уште не е потпишан, некој каде е потпишан директорите, па се чека на одобрување, па некој не е потпишан и така натаму. Меѓутоа јас мислам дека тој колективен договор според мене и според нашето раководство како независен синдикат, да речеме, не се служуваме со тој дел, морам да кажам, затоа што колективен договор се прави заедно со работниците. Колективен договор кога се прави, се оди по сектори, се разговара што мислат работниците, како се мислат, се прават едни истражувања на сите работи, кај треба да се делува, што треба да се побара, тоа се да се влези во колективен и после да видиме сите заштитени да утре немаме проблеми.
проблеми. Колективно го направи толку тајно што дури ни ние како друг синдикат немаме информација што се има внатре и го чекаме секој момент да го прочитаме и да излеземе со наш став што е позитивно, што е негативно. Ајде излеземе сигурно, затоа што ако е нешто против работниците, ние нема да се согласиме со. Ако е позитивно, ќе го поздравиме и од душа ќе го почитуваме и ќе одиме и ние нормално со тој колективен договор, пошто колективните договори се нешто што прават еден договор меѓу работниците и работодавачите и што ќе се нормално треба да се почитуваат така. Така, ја споменавте и зелената транзиција, според врските што државата ги има преземено. Во овој процес предвидено е постепено намалување на производството на електрична енергија од јаглен, односно дека до 2027 треба да се затвори РЕК Битола. Сега рокот мислам дека е пролонгиран до 2030. Дали овој рок е реален и какво влијание ќе има врз работниците? Значи, околу рокот што беше поставен дека до 2027 се пролонгира до 2030, значи ова не е шпекулација. Генералниот директор на АДСМ Лазар Зучев излезе со официјална информација дека до крајот на 2030 треба да застанеме со работа на рудниците. Затоа и на почеток кажав, таа транзиција што треба работниците да не ја осетат. Ние сега треба да почнеме да работиме сите заедно, макотрпно, сите синдикати, раководства, вработени, да се направат добри сондажи, да се направат добри проценки. Кои луѓе ќе одат на одобука, колку луѓе се потребни, што ќе биде со останатите луѓе, колку ќе имаме такви луѓе, дали ќе се изготват некои пакети, дали доброволно некој ќе сака да се замени со некој пакет од одредена сума на пари, ќе потпише доброволно, дали после тоа ќе се понудат некои други услови. Тоа треба се да се добро израчуна за во оној момент кога ќе се затворат рудниците, кога се затвори целата таа работа, работниците не осетат и да не останеме некој да биде со проблем да остане без работа на 58 или 60 години, каде тој ќе најде работа, кој ќе го вработи на 60 години. Не смеме луѓето да ги оставиме на улица, а толку години дале таму од своето здравје, од својот живот, од својот работен век. Така мислам околу тоа. Така, во најава и нов проект РЕК Битола 1 и се представува како еден од клучните проекти во процесот на енергетската транзиција. Како гледате на оваа инвестиција и дали гледате како можност за нови вработувања и подобри услови, подобри можности за вработените? Вака, сега околу тоа веќе е потпишен договор, тоа треба да се прави, дали ќе се оди со нова постројка, дали ќе се оди со репарирање на одредени делови, па ќе се оди со тоа има стручен кадар што ќе си го одреди. Меѓутоа, јас мислам дека тука веќе треба ние тука да почнеме транзицијата, тоа е најблиско што ние ќе почнеме, тоа и фотоволтаиците. Значи тие ни се сега приоритет што треба да ги изработиме и тука баш треба да дојде тој кадар што ние сега ќе го обучуваме, како го обучуваме да оди во тие постројки. Затоа кажав уште еднаш дека тука сега ние треба да направиме таа сондажа на работниците, колку луѓе ќе ни требаат за тој, колку луѓе ќе задоволат таа електрана. Ќе се прави еден дел, ќе се прават два, ќе се прави во Неготино, во ТЕЦ Неготино, ќе се прави Скопје и така натаму. Ние тие делови треба тоа да му го укажеме на работниците. Мислам дека не е коректно да нешто правиме, а 90% од вработените не знаат што се случува. Некој треба да излезе и да каже: луѓе, ова ќе биде вака, ќе направиме вака, работниците ќе добијат ова, ќе добијат ова, некој треба тоа да го прави, затоа што е многу блиску. 2026 е помина, почнува 27 за многу брзо веќе тие работи треба да се случат. Таа електрана треба да профункционира пред ние да затвориме со рудниците. Тоа треба да биде побрзо негова, затоа што ние ако затвориме рудниците, и да затвориме капацитетите што сме направиле тука. Имаме тука и што треба да испорачаме и топлинска енергија за град Битола. Тука имавме проект за топлификација. Ние како тој проект како после ќе го оправдаме. Значи тој дел треба да се изработи. Мислам дека некој се влажува во тој дел, дека некој размислува нормално и дека се прават тие подготвителни работи за да тоа веќе да почне да функционира, да се гради. Тоа треба што поскоро да се гради. Се надевам дека тој дел не е нас познат многу како синдикати, меѓутоа тој дел што е нашиот битен е за работниците. Ние гледаме работниците да ги обучуваат. Гледаме дека нешто почнато, треба да видиме дали тоа е доволно или треба да е плюс. Тоа не е битно. Работната сила, како таму работниците, со кои плати ќе одат таму, дали ќе одат со повисоки плати, дали некој ќе сака да ги намали тие плати и така натаму, тој дел не е многу битен. Но од друга страна, минатата година беше најавено и отварање на нов рудник за јаглен, Живојно, со цел да се обезбедат дополнителни количини јаглен за РЕК Битол. Како го коментирате овој проект, бидејќи од една страна се стремат кон зелена транзиција за чувување на животната средина, од друга страна се
отвара нов рудник, односно имаше најава, мислам дека Така. се уште нема Таа ништо. најава беше затоа што требаше и рудниците да проложат некаде, имаше некоја опција 2040, 2045, па нешто се менуваше, а и тоа ако биде тоа нешто да се отвори на некој дел, тоа ќе биде со некои помали интервенции и така натаму. Мислам дека таму тој дел нема да не треба да ни биде приоритет, затоа што ние треба сега да одиме на зелена транзиција. Тоа треба да се насочиме. Да. Треба да се насочиме на гасните централи, кои што тие ќе бидат за одреден период. Кога имаме некои информации сега не може неофицијални дека 2050 година и централите на гас треба да застанат. Значи единствено ќе се оди само на тие целосно обновливи извори на енергија, значи ветар, сонце и вода. И ние мораме на тоа да се базираме и на тоа да се сконцентрираме. Јас затоа ќе кажам уште еднаш, Чебрен галиште, тоа е проект кој што треба да го isforsirаме, кој што треба да се прави што побрзо, кој што треба максимално и целата држава, и целиот ЕСАМА, и ние како вработени, и синдикати, и се да се вклучи во нешто позитивно таму се направи и што побрзо тоа да го изградиме. Нас таму ни бега вода, ни бега со фотоволтаиците, ни бега сонце, што ние треба да ги користиме сега во овој момент. Значи тука треба, ако треба и државата, дали ќе има задолжување или нема задолжување, тоа има кој да се размислува, меѓутоа колку побрзо тоа го направиме, толку полесно ќе имаме и позитивност и сигурност во електроснабдувањето на Македонија и тука ќе можеме и вработените, доколку нормално има заработки, и вработените полесно да ги субвенционираме и така натаму. Така, какви мерки според вас треба да преземат владата и ЕСМ за енергетската транзиција да не се одрази негативно на работниците? И дали има некаква најава, односно стратегија за тие работници да се вклучат и во тој дел? Да, ние правиме напори да добиеме прво точни информации што се ќе се случува. Во тој дел и ние како синдикат ќе дајме предлог да тие вработени доколку има можност со нивната стручна спрема да се вклучат во тие изградби. Значи нормално да помогнат за побрзо да се изградат тие капацитети. Ние сме за тоа, за соработка и за работниците да ги ангажираме максимално нормално. Меѓутоа за да не дојде до некои несакани последици во врска со бркање од работа, намалување на плати и така натаму. А инаку тоа дека треба да се вклучат, да, сите треба да се вклучиме во тоа. Колку побрзо го изградиме, толку полесно ќе функционираме понатаму и толку полесно ќе можеме да функционираме. Меѓутоа, ако една држава е стабилна енергетски, тогаш нормално и ќе има и повисоки плати и повисоки, ќе можеме и младите да ги задржиме тука, така. Јас не се сложам со една работа, сакав да и тука да потенцирам околу изградбата на фотоволтаиците на плодно земјиште. Веројатно вие познато и вас, доста фотоволтаици се изградија во Пелагонија. Мислам, тоа е апсурдно да се разговара на плодна почва каде што имаме ние житарици, каде што може да се произведува храна, ние да поставиме фотоволтаици. Фотоволтаиците треба да се бидат на места каде што е неплодно земјиште, на ридни места, а имаме толку многу во Македонија такви. Мислам дека според мене тие треба да се дислоцираат подитно и мислам дека нешто во владата има веќе во замисла тоа и дека ќе оди тоа со дека тоа ќе се имаше многу случи. реакции, притисоци, но сепак ништо тоа не беше Мислам дека усвоено. ќе се реализира тоа полека, затоа што навистина е штета на онаква земја да поставиш фотоволтаик, а може да го поставиш на друго место. Така мислам, стварно нема резон тоа да се прави. Така, за крај, кои се вашите следни синдикални активности и за што ќе се залагате во наредниот период? Нашите следни синдикални активности се прво да ги информираме вработените околу програмата и насоките на движење на синдикатот. Што ќе делува синдикатот, како ќе штити нивните права, да направиме на информираност на вработените, ќе правиме повеќе состаноци, ќе се обидеме да добиеме што повеќе нивни забелешки за што да направиме едно резиме на се што се случува, за се што тие сакаат да се постигне, се што бараат да го дајме на предлог на раководството, па раководството понатаму на владата и така натаму, да ги на еден начин да направиме тие луѓе прво да се осетат сигурни, дека некој се грижи за нив, дека некој на вистина има планови за нив, дека тие треба да имат иднина. Нејако полутка на рати, тоа е добро, парче сирењи, тоа е добро, јас не сум против тие работи. И ние имаме регистрација на возила со поевтини цени и така натаму како синдикат, тоа е добро да се. Тоа се бенефити. Меѓутоа, тие се бенефити, тие пропратно како синдикати ќе ги договараме. Меѓутоа, главното е заштита на правата на работниците. Да ги заштитиме работниците, да можат тие луѓе да стигнат до пензија, да можат понатаму нивните деца да ги оставиме тука и тие да работат. И тие да се а не да заминат надвор од државата, да ги изгубиме и деца и внуци и така натаму. Значи, Македонија треба да ја градиме тука.
а ќе ја градиме само сите заедно. Ако сме едни против други, директорот против синдикатите, синдикатите против директорот не се сложува раководството, синдикатите одат контра, мислам дека тука нема иднина. Само со заеднички разговори, со заеднички состаноци тоа можеме да го добиеме. Инаку ние како синдикат нормално дека доколку нашите права не бидат удоволени, а имаме по закон права, ние нормално дека ќе одиме со понатамошни постапки судски што не седат со закон, со устав и така натаму. Ние нема да отстапиме дека раководниот кадар рекол вака, нас по закон ни следи, па ние сега нема да бараме и ќе му удоволиме. Нема да му удоволиме во тој случај. Ние ќе си ги бараме правата. Уште еднаш кажам, независниот синдикат си ги бара сите права што му следат по закон. Ништо поќе, ништо помалку. А е расположен и сака да гради заедно со раководството еден постабилен електроенергетски систем што ни треба во моментот. И работниците треба и да работат, да се сложувам со тоа, и да бидат наградени и да добиваат одредени бенефити, затоа што тешка е работата во рудник. Таму се работи во прашина, се работи во кал, се работи во тешки услови, магли, ладно во зима. Во електраната исто има зрачење, колку да кажеме не нема, таа струја не се прави толку така. Има таму безбедносно, дали цевка ќе пукне, дали било што, работници се доведени во опасност. Дали доволно се заштитени во тој дел? Никогаш нема доволна заштита на луѓе што работат таму. Ние некогаш и се молиме на Бога да не се случи нешто. Како никој не може да заштити доволно, тој систем работи. Кој може да каже дали таа цевка баш во моментот на поминување на некој работник дека нешто нема да се случи. Тоа ние се преземаат мерки за заштита на работниците. Меѓутоа опасност секогаш постои. Ние сме имале безброј случаи кога завршувале фатално. И пак сакам да кажам, тоа е рудник. Таму пишува убаво на вратата, среќно. Зошто е тоа напишано? Не е туку така напишано среќно, ние надиме в кладилница, па среќно фатиме на спортска. Таму е рудник, се може да се случи. Али затоа ние треба да се ангажираме сите заеднички, и ние како синдикати и раководството, за што поќе да ги заштитиме работниците. Дали доведеме некој работник да го изгубиме заради некаква банална работа или заради некаква глупост што некој не си ја завршил претходно работата. Мислам околу тој дел. Како синдикат, кои се вашите синдикални успеси кои би сакале да ги издвоите? Нашите синдикални успеси се токму оваа борба за правата на работниците. Ние сакам да кажам дека на повеќе работници кои што биле во некој проблем, дали биле казнети, дали биле имаме и со отказни решенија и така натаму, имаме и некои работници кои што да речеме не им се исполнети правата, им следат по закон. Ние како синдикат кога ќе направиме едно резиме за тоа што на некој работник му се случи или што не, ние одлучуваме дали тој е добро да поднеси суд, да поведиме судски процес или не е добро. Се консултираме со адвокатите. Меѓутоа доколку осетиме дека има таков проблем, ние поднесуваме приговор прво до управен одбор и понатаму поднесуваме тужба. Околу, сакам да кажам кратко само околу приговорите до управен одбор и сакам да замолам и одовде раководството дека на приговорите кои се пратени официјално до управен одбор, управниот одбор, дали ќе си задолжи некое лице или или целиот управен одбор ќе носи таква одлука, ние треба да добиваме повратни одговори. Ние се случува кога нешто не си задоволен, а во рок од 8 дена треба да поднесеш приговор до управен одбор. Управниот одбор тие приговори нас не ги разгледува, а тоа треба зошто да не ги разгледува. Имам јас право како работник, сум доставил до управен одбор барање зошто ми ова вака, тој треба ми каже, макар и негативно, не барање позитивно, да ми одговори, ние онака после 15 дена ќе заснуваме судски процес. Значи одговори, некој нека одговори. Така работникот ќе се осети дека да, на ова што приговарав, некој одговори. Ние што правиме? Поднесол некој работник приговор до управен одбор, управниот одбор каже ти поднеси, ама управниот одбор не ги гледа. Како не ги гледа, зашто го поднесувам тоаш? Ама треба по закон да имаш приговор. Значи не е тоа тешка работа да некој напише одговор, така. Ако има официјално барање до управен преку архива, управниот коректно е да одговори на тоа. И мислам дека виднина тоа треба да го практикуваат околу тој дел. Дали судските постапки кои што ги имате поднесено имале некаква разрешница? Па имаме доста судски постапки кои што се позитивни, веќе завршени. Зашто конкретно за какви прекршувања станува збор? Имаме за казни, за некои неосновани казни, да речеме према работниците. Сега водиме 2 постапки за луѓе што се отстранети од работа, за некој таму, не знам, нашиот синдикат секогаш излезува во пресет на работниците и ние гледаме да го сослушаме работникот и да видиме за кој проблем е. За разлика од останатите синдикати кои што не се занимаваат со судски работи, не се занимаваат со таква заштита, не им нудат адвокати. Ако се случи дека работникот е избркан или работникот е казнет, викам не знам, баре си адвокат, тоа е нивниот одговор. Ние ги повикуваме и му ангажираме наши адвокати. Нашите адвокати се бесплатни за вработените. И нашите адвокати прво им кажуваат дека да, овде може да се добие, овде не. Затоа што нормално ги знаат работите, дали по закон тоа е окей или не е окей, така.
Значи тој дел на заштита ние го правиме, имаме веќе доста пресуди на кои луѓе му се исплатени, веќе лично мене. Јас да речеме на повеќе пати сум бил променет на работно место, сум бил избркан и се работи цело време овие адвокати мене ми ме штитат од тие работи нормално. Гледаме ние да овде има проблем, има ова, даваме приговор, даваме ова. Еве и сега мене во месец мај нов променет договор, 200 евра помалку плата, не знам ни за што, одговорен референт, јас сум факултет за безбедност и така натаму. Давам приговор, не ми одговарат на приговор, заснован судски процес, и окей, јас не му се љутам на никој, така мислел директорот, така направил. Јас затоа судот тука, јас ќе се докажам дали тој бил во право или не бил. Сега тука сакам да кажем уште една реченица, две. Ние немаме одговорност на раководниот кадар. Кога тој директорот ќе ми даде мене некоја ќе одлучи дека мене треба ме казни или да ме отстрани од работа или да ме избрка. Тој нема, ако јас ќе одобијам спорот, тој нема никаква одговорност ни према комбинатот ни према мене. Помина толку. И тука, ако директорот го казниш зашто овој спор го изгубил и зашто тој донесол таква одлука, тој ќе се запрашаат дали треба да носат таква одлуки. Да го повторат тоа. Ово може да ти повторува постојано. Значи, ќе те вратат, ај смени го пак. Ќе добија насот, ако нека добива, ќе плаќа регбито, ќе плаќа СМ. Да, ќе плаќа 1000-2000 евра на судски процесе. И незадоволни работници. Како? Незадоволни работници. Да, точно. Да, и точно незадоволен работник. Ти постојано сега ние на работа не треба да се судиме, да се тужиме и така натаму. И ако ти видиш дека некој ти ги загрозува правата, ти нормално ќе побараш во понатамошни институции правдата. Мислам дека околу тие работи мене ми е тој дел доста познат, така да мислам нека нема никој да не застане во идејата и нашата идеја продолжува без разлика на некој што мисли, едноставно само кажувам, закон, устав на оваа држава секој мора да почитува. Ако некој мисли дека е над законот, над уставот, тоа нека тера така, ама мислам дека не е тоа окей. Што би им порачале на вработените и на раководството во СМ? Имам две пораки, едната за вработените, едната за раководството. На вработените им порачувам што побрзо се зачленат во синдикатот, независниот синдикат на СМ, затоа што е единствениот што ќе ги заштити нивните права и кој што ние сме постојано 24 часа сме достапни за вработените. Нудиме правна заштита од секој аспект. Втора работа, сакам да им порачам дека доколку сме сите побројни, јас полесно како претседател ќе се изборам. Друго, јас кога имам сега 300 и нешто луѓе, а друго кога имам 3000 луѓе позади мене. Значи мојата борба ќе биде после, ќе морам јас на се што ќе се случува како репрезентативен синдикат, мене мора да ме повикат на маса. А јас на маса нема да бидам ќутлив како тие синдикати што му се ќутливи затоа што некој ги постави или ако го тргнат таму може директорот секој време да го смени. Мене не може да ме промена. Мене ме поставуваат вработените. Значи јас сум избран легално, а тие се поставени. Сега не е иста борбата. Затоа јас нема да се борам против власта, против раководството и така натаму. Ќе се борам само за правата на работниците, она што нас не следи. Ние не сакаме да го дајме нешто што ни е даено од државата, од законот и од законот за работни односи. Ние се држиме во границите на тие работи. Не сакаме некоја одлука на некој директор да биде негативна затоа што тој така сакал. Значи тие желби на некои директори, тие сакаме само да ги ставиме во некој канал, да ги канализираме и малку да им се намалат тие желби за освета према работниците и така натаму. Некој работник не му се допаѓал, па ајде ќе го казниме. Имавме еден случај, да ќе кажем што овој случај интересен беше минатата година, беше не знам таму пред некоја година. Вработен ги видел таму директорите, биле дотерани некако во костуми на некоја прослава веројатно и напишал на Facebook статус: вие шетате по костуми, ние работниците немаме алиште и чевли. Од другиот ден нов променет договор, другиот ден одма директно 15.000 помалку плата. Зошто напишал така на Facebook? И разговарате с луѓето, ами што бараше тој да пишува така? И добро да напишал. Тоа не е мерило за ти одма од другиот ден да го така, мислам така ригорозна. Викни го, сослушај го, зошто кај си ти незадоволен? Тоа е мојата. Значи ти го викниме човекот. Дојде тој кутриот, стварно беше, нема да спомнувам имиња, не е коректно. Беше стварно разочаран, дома деца, кредити. Тие не знаеме во какви услови живееме, така. И тој разочаран. Јас му дадов правец. Еве ти адвокати, ово на терасија. По една година го истера процесот, парите му беа вратени со се камати, се беше вратен на старото работно место. Зашо и сега работи на тоа старо место, кај што си беше на вистина човекот.
Јас брат поќе не никогаш да напишам, да нормално дека не напишеш, што ти од утре пак ќе ти го сменат, ти тоа е така поставено. Ама зошто да дојде таа работа? Може само едноставно да го повикаат и да му се укаже, ајде, друг пат не имај се вакви работи, не е добро и така натаму. Се некој кој е екстремен, тогаш нормално пак ќе се најде некој начин, така, не е тоа решение да се изврши освета. Најлошата работа. Затоа викат и стари дека викат лошото со лошо се враќа, доброто со добро. Дајте да направиме добри работи према луѓето, да останеме запамтени по нешто добро што сме направили. За лошо можеме секој. Секој може да направи диверзија во регбито. Јас бев 15 години во раководен кадар на обезбедувањето, од кои 8 години бев раководител на службата за обезбедување. Секој гледав некои работи да ги решиме со добро. Таму кај што имаше некој екстремно да сака да се однесува како негативно и према луѓе и према тие беа нормално санкционирани. Ние не толериравме се нормално. Ама тој работник утре ќе свати дека тој е одделен од сите останати, дека нема простор за него во таков комбинат. Тој самиот ќе се издвои. И или ќе свати дека не припаѓа таму или ќе се замине. Така. Значи тој дел сакам да порачам до раководството. Малку поголема разбирање према работниците, малку поголема почит према работниците, према нас синдикатите, да одат поќе на разговори, да седнуваме со станоци, да договараме, само така можеме да правиме стабилен електроенергетски систем. Вработениот да биде задоволен. Задоволен работник прави резултати. Незадоволен работник прави штета. Тоа еднаш треба да ни биде јасно на сите. Тоа сакам да го порачам. Нешто друго, ако сакате ме прашате, може. Ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам и вас што бев гостин. Се надевам дека во иднина пак ќе се видиме со некои нови сознанија за ситуацијата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас. Се гледаме во наредна епизода.